Вести на Канал 8, добар ден. Во чест на загинатите припадници на безбедносните сили, граѓаните од Кочани запалија свеќи во паркот на Револуцијата. Им се заблагодарија на починатите борци и им посакаа мир во вечното почивалиште. Свеќи за загинатите осуми на припадници на полициските сили во акцијата во Куманово денеска се палат и во паркот на Револуцијата во Кочани. 32 годишниот Жарко Кузмановски од Тетовско Бравеница, женет и татко на 2 деца, Сашо Самуиловски од Тетово, женет и татко на 2 деца, и Ненад Серафимовски од Гостиварско Зубовце, и Самедин Османи, Бобан Ивановиќ и Горан Илиевски од единицата за брзо распоредување, Љубиша Рангеловиќ и Горан Стоименовиќ се 8 припадници на безбедносните сили кои го загубија животот во битката за разбивање на терористичката група во Куманово. Во борбите што траја 16 часа, повредени беа и 37 припадници на полициските сили. Тагата за загинатите борци кои животот го дадоа за Македонија е неизмерна. Нивната пожртвуваност ќе биде запаметена и запишана во македонската историја. Бог да ги прости, ова е жално за бранителите, жално и за родителите. Може многу работи да се кажат, али така требало да биде, да речеме. Ситуацијата мора да се среди, мора да се издржи. Треба да се издржи ствари, не треба ни против други да бидеме. Него треба да имаме слога да се поднесе таа жалост и тоа да се поднесе, не треба да доаѓаат тие работи, не треба да окривуваме некој. Може би некои ќе се пронајдат кои се криви, али тоа е тоа. Бог да ги прости, соучество на родителите исто така. Греота е. Жал, многу болка, така што не требаше младите да ги најалуките од децата. Секој си има живот и мал си му те прерано ојдоос. Што да им прави? Никаква ситуација нема. Ништо безбедност од таа страна е како едно време што беше сега. Не така. Да прашаме, запаливте свеќа за загинатите. Како го оценувате ова? Страшно. Владата на Република Македонија на воредна седница донесе одлука недела и понеделник да бидат денови на жалост по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција за откривање и разбивање на поголема вооружена терористичка група во Куманово. Во процедура е предлог закон според кој во иднина цената на водата за пиење ќе треба да ја одредува Државната регулаторна комисија. Во КЈП Водовод велат дека тоа не би требало да предизвика промени во сегашната цена за услугите за водоснабдување и одвод на отпадните води. Регулаторната комисија за енергетика или оддел што ќе работи во нејзин состав во иднина ќе се грижи за утврдување на цената на водата за пиење кај сите комунални претпријатија во државата. Така е предвидено со предлог законот за утврдување на цената на водните услуги, што веќе е во процедура и за кој се води јавна расправа. Со тоа се прави обид да се уреди сферата на донесување и утврдување на цената на чинење на водата. Сега тоа е регулирано со 2 закони, односно со Законот за испорака на вода за пиење и одведување и третман на отпадни води, како и со методологијата за утврдување на цената на чинење на водата за пиење. Ова значи дека се намалува ингеренцијата на управните одбори на комуналните јавни претпријатија во утврдувањето на цената, при што мораше да се бара и согласност од локалните самоуправи, кои се нивни основачи. Сега се прави обид да сета ова проблематика се префрли во сферата на едно регулаторно тело, независно тело, кој ќе се грижи за сите моменти во делот на утврдувањето на цената на чинење и во суштина ќе треба да ги земе во предвид сите специфики за секое комунално јавно предпријатие, односно предпријатие кое се пренесува со водните ресурси, да се грижи за економските и техничките параметри во утврдувањето на цената. И секое ново барање ќе оди преку одредена постапка и во одредена динамика во делот на донесувањето на секоја нова цена или нова вредност, која ќе ги признава сите елементи кои влегуваат во методологијата преку соодветни барања кои ќе се доставуваат до регулаторното тело. Според Папазов, досега цената на водата за пиење се утврдувала и од социјален и од политички аспект, а со новите законски решенија, независното регулаторно тело ќе ги признава само економските параметри. Конкретно за корисниците на услугите на Кочански водовод, тоа не би требало да предизвика промена на сегашната цена.
Не очекуваме некое драматично влијание, сметаме дека со цената формирана од 1.7.2014, односно која е во примена од 1.7.2014 година, сметаме дека се земени сите економски параметри и имаме цена која реално ја осликува состојбата. И сметам дека ние ќе треба да поминеме само во процесот на верификувањето на постоечката цена кај регулаторното тело кој ќе биде формирано. Процесот на донесување на едно вакво законско решение поминал преку 2 пилот проекти што се воделе во комуналните претпријатија во Куманово и во Скопје, како најголеми и најспецифични. Според утврдената динамика, се очекува новиот закон да профункционира во втората половина на 2016 година, а до тогаш треба да поминат предвидените фази за негово донесување. Акција за уништување на полските глувци реализираше општина Чешиново Облешево. Носител на активноста е Министерството за земјоделство, а подршка даде и локалната самоуправа. Зголеменото присуство на полски глувци и глодари, што во последните 2-3 години е забележано на територијата на Кочанската котлина, беше причина за преземење активности за нивно сузбивање. По изготвувањето на акциониот план се реализираше акција за деретизација на полските површини во атарот на општина Чешиново Облешево. Во акцијата беше вклучена стручна екипа за деретизација, која работеше според ингеренција од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Подршка во активноста даде и локалната самоуправа, која побара од земјоделците кои на своите земјоделски површини забележале населено полски глувци, тоа да го пријават до претседателите на местните заедници, за да може благовремено да се действува. Според забелешките од местното население, дупките на полските глувци претежно се наоѓаат на насипите, во ниви каде претходно имало посеано луцарка, во неизорани страништа, меги, банкини покрај пат, во канали и слично. Со оглед на потенцијалната опасност за домашните животни, на третираните површини викендов беше забрането на пасувањето на секаков вид добиток. Освен тоа, сопствениците на земјоделските површини имаат обврска до крајот на оваа недела секојдневно да контролираат дали на нивите има затруено полски глувци и доколку ги забележат, задолжително да ги закопуваат. Во спротивно, тие би можеле да представуваат храна за останатите домашни и диви животни и птици, и при тоа и тие да се затрујат. Една од причините за појава на глодарите била благата зима во изминатите 2 години, како и обилните врнижи од дожд, поради што глодарите излегле од своите подземни скривалишта. Локалната самоуправа и годинава се подготвува за прскање против комарците, за што планира да потроши околу 22.000 евра. Јавниот тендер за извршување на услугата за дезинсекција е веќе објавен и до крајот на овој месец треба да биде избрана фирмата што ќе ја спроведе. Четврта година поред општина Кочани ќе ја спроведе кампањата за прскање против комарците. За таа намена ќе се потрошат близу 1.340.000 денари, сума што е нешто повисока од минатогодишната. Парите се обезбедени од локалниот буџет, претходно планирани во програмата за здравствена заштита. Општинската администрација веќе го објави јавниот тендер за избор на фирма што треба да ја изврши услугата, како и да ги набави потребните хемиски средства. И годинава ќе се користи инсектицид и ларвицид, одобрени од Бирото за лекови, а кои се дозволени за третирање против комарци. Од локалната самоуправа планираат акцијата да се реализира според однапред подготвен план, а во координација со соседните општини во регионот заради поголема ефикасност од третманот, но и за намалување на трошоците. Исто како и лани, и годинава се планира освен од земја да има и авионско прскање. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со прскањето од земја ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и во дел од населените места во општината. Со авионското прскање пак планирано е да биде опфатена површина од 2700 хектари, пред се во градот и низинскиот дел на општината. Јавниот тендер за набавка на услугата и хемиските препарати ќе трае до 26 мај, а за сега се уште не се утврдени дефинитивните рокови кога ќе се реализира третирањето. Најверојатно тоа ќе се договора на заеднички состанок со останатите општини од регионот, но се очекува да биде во приближно ист временски период заради поголема ефикасност. Во план е првиот третман против комарците да се спроведе во првата половина на месец јуни.
Во Источна Македонија има успешни компании и поединци, а новинарите, освен што пишуваат, критикуваат и афирмираат, знаат и да го ценат и во исто време вреднуваат најдоброто, а со тоа да ги потикнат на уште поуспешна работа. Доделени плакети за најуспешните од Истокот. Во петокот, во преубавиот амбиент на хотел-ресторанот Александар Парк во Виница, новинарите ги избраа најдобрите фирми и личности за изминатите години во областа на стопанството, екологијата, образованието, културата, туризмот и спортот. Констатиравме дека е потребно да се поттикнуваат успешните, а преку нив и помалку успешните, за да прават добри дела за источниот регион. Јас мислам дека оваа приредба, оваа представа, овој филм е многу значаен за таа работа. Иницијативата за доделување плакети на најуспешните беше поддржана и од градоначалниците на општините од регионот. Сигурно дека во иднина ќе прерасне во една традиционална манифестација, која што манифестација ќе има многу позитивен ефект и ќе предизвика на некој начин еден вид борба помеѓу сите они, односно конкуренција помеѓу сите категории на прогласени најуспешни во Истокот и сигурно дека, односно јас искрено се надевам дека дел од овие компании, дел од овие луѓе кои што вечерва добија признание на вистина се едни од најуспешните не само на Истокот, туку во цела Република Македонија. За најдобар од областа на стопанството беше прогласен рудникот за олово и цинк Саса од Македонска каменица. Признанието за најбрзо растечка компанија го добија актива од Штип, а Мак Прогрес од Виница ја доби наградата за брендот Винчини. И сме многу благодарни од наша страна на оваа новинарска фела од источниот регион на нашата република и на нашата држава, што најдоа начин да не анимираат, бидејќи во овие времења сега навистина е успех да се биде успешна компанија, а исто така да бидете анимирани од страна на новинарите. Најголем успех е брендот Винчини. Значи, за тоа што добивме награда. Меѓутоа, тука се и другите наши брендови. Сончева долина, тука е Армонија, тука е новата програма од здрава храна, Натура. Така да ние сме посветени на сите тие програми и се трудиме, вложуваме максимум, сите вработени од Мак Прогрес, се надеваме на големи успеси. Признанијата во областа на културата го добија Димитар Узунски од Делчево за светска афирмација на националниот фолклор и драмскиот аматерски фестивал во Кочани за 50 годишната работа за афирмација на драмскиот аматеризам во Македонија. Општина Виница заслужено го доби признанието за најхумана општина на Истокот. Ние веќе неколку години поред сме Виница како крводарителите на општина Виница. Секако се не само на државно ниво, туку на светско ниво сме најкрводарителска општина по глава на жител. Значи, добро е што некој се сети на крводарителите на општина Виница да им го додели ова признание. На манифестацијата присуствуваше и швајцарскиот амбасадор во Македонија Стефано Лазарото, кој го прими признанието од Сдруженијето за особен придонес во заштитата на животната средина. Tonight I was very pleased to be here to receive this. Навистина ми е чест и задоволство да бидам вечерва тука меѓу новинарите. Истокот ми се чини можеби најдобар дел од вашата држава. Амбасадата на Швајцарија во Македонија го доби признанието за унапредување на животната средина за реализација на проектот за заштита на биодиверзитетот на река Брегалница. Мислам дека овој проект е доста значаен за вас и мило ми е што новинарите се сетиле да го наградат она што значи живот за целата држава, посебно за источниот дел. Пред се сум горд на новинарите од Истокот, бидејќи се сетиле да доделат награди и признанија за најуспешните. Ова го прават само новинарите од Источна Македонија. Хотелот Аурора од Бирово ја доби плакетата за најдобра понуда во областа на туризмот. Па ние сме многу изненадени поради фактот што еве вие се сетивте новинарите да ни ја дадете таа престижна награда. Јас и преска напоменав дека да имаме добиено многу светски награди, но ова награда ни значи многу. Многу поради фактот што ни давате една идеја да уште повеќе се ние организираме, да уште повеќе направиме некои убави работи за овој регион, за источниот дел на Македонија, посебно за Берово.
Исто така преска спомнав дека ние сме лидери во туризмот, знаете вие самите, Аурора Турс е многу позната агенција и некако многу од луѓето очекува од нас дека тоа знаење, тие организирани чартери, сите тие организирани масовни групи во светот, дека на крај ќе го имплементираме ние тоа овдека кај нас. Најдобар лекар на истокот новинарите ја избраа доктор Паца Доневска, специјалист пнеумофтизиолог од Пробиштеп. Организацијата на жени од Свети Николе за најдобра невладина организација од регионот. Во областа на образованието награди добија гимназијата Славчо Стојменски од Штип и ректорот на Штипскиот универзитет Саша Митрев. Признанието за најдобар спортист го доби Емил Павлов, добитникот на европското злато во карате. Во областа на спортот за афирмација на женскиот фудбал беше награден женскиот фудбалски клуб од Кочани. Според најавите, ова е прва, но не и последна манифестација од ваков тип, која има за цел афирмација и потикнување на поединците и фирмите во понатамошната работа. Сдруженијето на граѓани Благородна мисија и општина Кочани организираа прием и донација на половен мебел за социјално загрозени семејства во Кочани. Гарнитура за седење, витрина, телевизиски приемник, постелнина и облека беа доставени до домовите на семејствата Неджипови и Тренчеви, кај кои најмногу се чувствувала потребата од ваков вид помош. Мапирањето на социјално загрозените семејства на кои им е потребна помош се врши преку канцеларијата на Општинскиот центар за социјални услуги, проект на ГИС и локалната самоуправа. Во наредниот период, Општинскиот центар за социјални услуги и одговорните во Благородна мисија очекуваат донација од постелнина, облека, обувки и теписи, која ќе биде дистрибуирана до ранливи категории граѓани во Кочани. Заедничко чествување на се што е македонско. 3 дена се славеше традиционалниот Мактеон, овој пат заради врнежливото време на променета локација на Дабот во село Бели. Овогодишниот Мактеон започна во петокот, кога се одржа рок хепенинг на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, на кој учествуваа повеќе бендови од земјава. Беше доделена гитара на најмладиот надежен гитарист. Во саботата во Центарот за култура Бели Мугри настапија фолклористи од Кочани, Прилеп, Велес, Радовиш, Делчево, Оризари, Охрид и Штип. Главното случување се организираше во неделата, иако манифестацијата беше планирана да се одржи на локалитетот Горно Градче на полјаната наречена Сончево гумно, заради временските услови беше сменета. Се одржа на Дабот во село Бели. Голем број луѓе присуствуваа на свеченоста. Денес посебен ден. Ние од година на година, 20 години славиме се што е македонско од памтивек сега и за сите времиња. Арно, ама само пред 3 дена настанаа нови промени. Еве денес е и ден на жалост. И утре настануваат понекогаш во динамиката на нашето живење такви промени, што ако вчера беше сонце, денес врне дожд, тоа не значи дека ќе заборавиме кои сме. Затоа ќе ве молам да бидете поздравени, да ни простите ако сгрешивме, зашто ние славиме на соборот Мактеон, а денес е 20 години јубилеј. На тој Мактеон, како пантеон, светилиште на мама, славиме се што е наше од како не роди таа на нашето поднебје Мајкадонија. И денес овде имаме и свештеник на Македонска православна црква. Овде имаме од цела Македонија дојдени наши пријатели, како ја што велам побратими. Овде ќе направиме обред, овде ќе направиме ритуал, овде ќе направиме аманет, со кој сакаме да ги возвишиме нашите жртви од памтивек, со кој сакаме нашите млади дечиња што отидоа само пред 2 дена. И денес нови жртви доаѓаат. И знаеме дека денес и утре е ден на жалост. Арно, ама ние овде достоинствено, торжествено ќе ја чуваме болката, ќе ја совладаме и ќе понудиме љубов и свест за да го спасиме светото зло. И нема кој друг освен нас. Ќе издржиме се. Сме издржале се и ќе го спасиме светот, зашто ние први го обединувавме Балканот. Се одвиваше според програмата. Се одржаа спортските надпревари на хвалангата со фрлање копја, камен, скокање и други дисциплини. И символично палење на огнот на вечноста со рецитал. Поздрав со молитва кон светлината и кревање на македонското знаме со химната. Овај ден се подготвува гравче, бобче така, на дварачи да го викаме, со пушено месо и со кубаса. И тоа е традиција, секоја година го правиме, зелка, патлижан, пиење има,
се има, убава газда, как го е спрема за се што е требало да бавил, а јас сам да го изложам тоа што треба да го дадам. Понатаму следуваше изведба на монодрамата за Ченто на професорот Доне Дунев. Ораториум имаа професорите Петар Башевски, Стефан Мицов, Тодор Петров, Милан Јовчевски, Исмаил Бојда и Ристо Никовски. Свештеникот храмот Свети Великомаченик Ѓорѓи го освети и благослови соборот. Мактеон и годинава финансиски беше помогнат од повеќе донатори, спонзори и медиумски покровители. Следуваат спортските информации. Зад нас е богат спортски викенд. Иван Јанев го освои престижниот меѓународен турнир во борење Македонски бисер, што се одража во Радовиш. Македонија блесна на 39-тото издание на традиционалниот меѓународен турнир Македонски бисер, кој се одража во Радовиш. Победник во категоријата 57 килограми беше кочанскиот борач Иван Јанев, додека македонецот Халил Зубаиров е носител на престижниот трофеј најдобар борач на турнирот. Тој годинава го освои бронзениот медал на Европското првенство за јуниори до 23 години во Полска, а во Радовиш во категоријата до 86 килограми во финалната борба го совлада словакот Мартин Шријанка. Во конкуренција на 30 квалитетни надпреварувачи од 7 земји Македонија, Србија, Белорусија, Турција, Бугарија, Словачка и Косово, македонските борачи екипно беа најуспешни, победувајќи во 5 од вкупно 8 категории. По едно прво место освоија Белорусија, Бугарија и Косово. Овој турнир, на кој беа видени многу квалитетни борби, беше убава можност за проверка на формата на македонските борачи, кои се подготвуваат за првите европски игри во јуни во Азербејџан. Радовиш ја одбележа и 20 годишнината од освоената клубска титула во Купот на европските шампиони во борење во слободен стил, кога во тогашното финале Јака Радовиш ја совлада турската екипа Тофаш Сас. Токму поради овој јубилеј на членовите на клубот, кои беа дел од тој историски успех на македонското борење, организаторот им врачи посебни признанија. Меѓу присутните гости во Радовиш беше и натурализираниот македонец Могамет Ибрагимов, кој на летните олимписки игри во Сиднеј во 2000 година го освои бронзениот медал. На турнирот со голем аплауз беше пречекан поранешниот претседател на Федерацијата за боречки спортови на Македонија Ванчо Чифлиганец, кој како прв човек на Бучим Јака стигна право до европската, а потоа и до светската титула во 1996 година со својот клуб. За неговиот придонес во боречкиот спорт тој доби признание од Агенцијата за млади и спорт, којему го врачи директорот Маријан Спасевски. Што се однесува до колективните спортови пак, одиграни се редовните кола во правенствата, каде настапуваат локални представници. Во неделата беше одиграно редовното 20-то коло во третата фудбалска лига Исток. Резултати: Напредок Здравје Радово Баби 3:2, Овчеполет Иверија 6:1. 14. октомври 1946 Брегалница Голак 0:4, Каменица Саса Работник Џумајлија 0:0, Беласица во Струмица го декласираше Осогово со 5:0, додека Слога 1934 во Виница претрапе неочекуван пораз од Плачковица со 1:4. Табелата и натаму ја предводи Беласица. Плачковица се доближи на само бод до струмичката екипа. Осогово се спушти за уште една позиција подолу и сега е 8 со 24 бода. 1934 Виница е надвор од зоната за испаѓање или 10 со 20 бодови. Кочани Конзули 3:2. Ако се изземат двата загубени надпревари, екс-шампионот го одигра најтешко добиениот надпревар во оваа сезона, откако гостинките два пати доаѓаа во водство, најправен со 1:0, а потоа и со 2:1, за на крајот да го загубат мечот. 21 коло во втората македонска кошаркарска лига, Баскет Дино Радовиш 84:89, Пелистер Вардар Паве 84:76 се двата одиграни надпревари од колото. Тетекс Тетека без Црандрим Михајловски и Шкупи Борец Баскет ќе се сретнат дополнително по утврдувањето на терминот. Водите Баскет со 35 бода, Баскет Дино е последно пласиран 11 со 19. Викендот беше одиграно и 13-тото коло во втората македонска пинг-понг лига. Резултати: Крушево Мултитекс ТБТ 2:5, Струмица Кочани 0:5, со ист резултат Винспин загуби од Девар Мало, додека надпреварот Скопје Рисови Рома Шутка беше регистриран со службен резултат за домашната екипа.
Multitex води со 24 бода, Кочани заостанува со 4 бода и е втор со 20, следуваат Дебармало, Скопје, Рисови и Струмица, Винспин е шесто пласирана со 8 бода, додека екипата на Крушево е последна со 4. Успешно продолжение на уште една спортска традиција. Во Кочани е одржано јубилејно издание на тенискиот турнир што го организираат лекарите. Традиционалниот тениски турнир лекарите го организираат уште од далечната 1998 година. Истиот доаѓа како продолжение на Балканијадата, која пак датира 4 години предходно. Со дисконтинуитет во неколку години, ова беше 10-тото јубилејно издание на овој турнир, пето во низа во Кочани. Тук учествуваат доктори од Македонија со фармацеути и стоматолози. Имаме и женска екипа, која на жалост е малобројна, обично. И така, турнирот трае 2 дена. Обично сабота и недела, еден викенд. И дојдат гости од доктори од цела Македонија. Се дружиме тука. Иначе имаме такмичарски доста такмичарски турнири кои што имаме и двојки и поединечна сингл конкуренција. Учесниците на турнирот се поделени во 2 дела, надпреварувачи до 50 и над 50 годишна возраст. Лекарите, фармацевтите и стоматолозите во повеќе од 20 изданија досега биле дел од Балканијадата, која годинава ќе се одржи во Грција. Тоа е една долгогодишна традиција веќе и тој турнир се одржава обично крајот на мај, на август и почетокот на септември. И по една недела трае таму, кај што ќе одиме, затоа што имаме од учесници од Македонија, Бугарија, Турција, Грција и Романија. Така да тоа се поголеми екипи и имаме по-масовно учество. Што се однесува до турнирот во Кочани, интенција е еден од некогаш најтениските градови во Македонија и понатаму да биде домакин, а традицијата да продолжи да се развива. Уште една информација од спортот која доаѓа од младинскиот спорт. Во Виница одржан турнир на екипи од фудбалската школа на Вардар. Младинските фудбалски школи што се дел од семејството на Вардар викендов ги одмерија силите на турнир што се одржа на градскиот стадион во Виница. Иако беше најавено учество на околу 200 деца, сепак не допатуваа екипите од Скопје и Куманово. Надпреварите ги следаа клубските лица од Вардар, меѓу нив и главниот скаут Александар Баевски, 35 годишниот екс-фудбалски интернационалец, кој во својата кариера заигра за ОФК Београд, Керето, Ференцварош, Ал-Ахли Доха, Раднички и други клубови. Сигурно дека идеме во потрага по таленти да најдеме еден ден да заиграат во првиот тим на фудбалскиот клуб Вардар. Може ли како оправдана оваа стратегија да се семаат клубовите? Па тек сега почнавме со оваа стратегија и се надевам дека ќе извадиме што повише таленти и што повише ќе ги приклучиме кон фудбалската школа на Вардар и ќе создадеме една модерна школа која во иднина ќе вади доста играчи за фудбалскиот клуб Вардар, за првиот тим за фудбалскиот клуб Вардар. Баевски вели дека интересот за тренирање е фудбал меѓу најмладата популација е голем, но и дека доправа очекува проширување на капацитетите на клубовите и бројноста на членството. Па интересот е, мислам, прилично голем, од кога почнавме дека се пријавуваат се повише деца и ќе видиме во иднина, ќе работиме на тој план да уште повише да се подобри. Вардаровото семејство на младински фудбалски школи во внатрешноста на Македонија бележи експанзија. Со подпишувањето договор за соработка со постоечките клубови, Вардар ја обезбедува екипата со спортска опрема и потребни реквизити, нуди помош во подготовките за изведување на оперативната годишна работна програма за млади категории и при стручно усовршување на млади тренери, во организирањето летни и зимски кампови, како и во правењето селекција на млади таленти.
Заврши понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.